Снежана и седумте џуџиња од браќата Грим. Си беше еднаш еден крал кој имаше многу убава ќерка. Сите ја викаа Снежана, зашто лицето ѝ беше бело како снег, а косата темна како абоносово дрво. Девојчето живееше со лошата маштеја која ја завидуваше на убавината. Секое утро маштејата застануваше пред огледалото и го прашуваше: Огледалце, огледалце мое, кажи на светов најубав кој е? Кога еден ден тоа и одговори дека Снежана е поубава од неа, маштејата толку се налути што реши да ѝ се одмазди. Маштејата му нареди на ловецот да ја одведе Снежана во шумата и да ја убие. Но кога кутрото девојче плачејќи го замоли да не го стори тоа, тој ја сожали и ја пушти. Снежана талкаше низ шумата, се додека не стигна до една куќичка во која живееја 7 џуџиња. Во неја имаше 7 мали креветчиња, 7 чиничиња, 7 лажичиња и 7 билјувчиња. Бидејќи џуџињата не беа дома, таа легна на креветчињата и заспа. Кога се разбуди, џуџињата веќе беа вратени. Снежана им ја раскажа незината тажна приказна и тие и дозволија да живее со нив. Притоа ја предупредија да не отвара никому, зашто маштејата сигурно ќе ѝ се одмазди. Еден ден, додека беше сама, некој затропа на вратата. Беше тоа лошата маштеја преправена во селанка, која ја нудеше сочни зрели јаболка. Снежана не ја отвори, но сепак го зеде отровното јаболко што таа го подаде од прозорецот. Веднаш штом го гризна јаболкото, таа падна на земја. Кога се вратија џуџињата, не можеа да ја разбудат. Мислејќи дека е мртва, ја ставија во еден стаклен ковчег и ја однесоа длабоко во шумата. Додека седеа до неа и плачеа, одеднаш се појави еден принц, кој се доближи до ковчегот и ја виде убавата девојка. Кога се обиде да ја земе враце, отровното залаче и падна од устата и таа ги отвори очите. Џуџињата скокаа од радост околу Снежана, а принцот пак ја качи на коњот и ја одведе во своето кралство. Лошиот човек само лошо го чека.
a dobriот ќе живее во радост и среќа.